Неделно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Да ги проследиме содржините кои останаа забележани за овој ден. Со велосипедската трка под мотото со велосипед на факултет, неколкуте спортски активности и забавна програма, Универзитетот Гоце Делчев во Штип го заврши одбележувањето на 9 години постоење. Католичките христијани денес го слават најголемиот христијански празник Воскресение Христово, Великден. За нив понеделник, 28 март, вториот ден од Великден, е неработен. Со представата Хотел ни на небо ни на земја, која бесплатно ќе може да ја гледаат штипјани, пред почетокот на која ќе се чита светската и македонска порака за театарот, штипските актери ќе го одбележат светскиот ден на театарот. Гостин во Дневникот на Канал Плюс телевизија во 16 часот и 30 минути го имавме господинот Владимир Ѓорчев, председател на Собраниската комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, пратеник, член на извршен комитет на ВМРО ДПМНЕ и долго време одговорен за третата изборна единица. Да го проследиме разговорот со осврт на потребата и барањето на комисијата да се образложи извештајот за работата на специјалното јавно обвинителство, но и за развојот и инвестициите кои му се случија на истокот во изминативе 9,5 години. Првото прашање ќе гласи за она што целата јавност е заинтересирана. Како председател на оваа комисија, ајде да образложиме што значи непојавувањето на специјалната јавна обвинителка на она што треба да го таа образложи за работењето на обвинителството. Па, тоа е спротивно на уставот, спротивно на законите. Не може Катица Јанева да биде единствениот функционер во државата кој што не се појавува во Собранието на Република Македонија. Значи во Собранието доаѓале сите претседатели на Република Македонија, сите премиери, значи премиерот доаѓа еднаш месечно заедно со сите своји министри за пратенички прашања и сите други функционери. Значи ние во парламентот сме ги имале и Киро Глигоров како прв претседател на Независна Македонија во Собранието, и Борис Трајковски како претседател, и Бранко Црвенковски како претседател на државата, и Ѓорѓе Иванов. Ако тие можат да доаѓаат во парламентот, кој што народ ги бирал, зошто само Катица Јанева биде единствената која што нема да доаѓа? И втора работа, ние сме во една лоша ситуација, лоша за државата, лоша за граѓаните, каде што за жал имаме државен орган кој што не ја признава државата. Значи Катица Јанева вели не го признава Собранието, не го признава претседателот, не го признава Уставниот суд. Аналогно на тоа, Зоран Заев веќе година и пол вели не признава обвинителство, не признава суд. Во Косово нивниот суд вели не го признаваме барањето за екстрадиција на оние кои што убија 5 деца, значи од пола метар со по 20 куршуми, велат не го признаваме барањето за екстрадиција од Македонија. Овие кои што убија 8 полицајци минатата година со 15 сираци, тие велат не го признаваме судот, оние кои што беа терористи во диво населје. Понатаму, ако одиме по таа аналогија, било кој може да рече, било кој војник на армијата на Република Македонија, јас не го признавам офицерот. Било кој полицаец може да рече, не го признавам старешината. Било кој ученик во прво, второ или пето одделение, било кој дете или во средна школа, може да рече, јас не го признавам наставникот. Двајца соседи, двајца комшии може да речат, јас не ја признавам меѓата или јас не ја признавам оградата од дворот. Значи, тоа е многу лош преседан, кој што е вонредно лош за поредокот во Република Македонија. Значи, ако проложи оваа ситуација која што имаме во Македонија со непочитувањето на уставот и законите од страна на Катица Јанева, Зоран Заев и така натаму, тогаш се нарушуваат темелите на македонската државност. За жал, ние до сега како македонци, како македонска државност бевме оспорени од некои соседни институции. За прв пат имаме изјава каде што темелот на државата е оспорен внатре од самата Република Македонија. До кога вака? Постои ли реално решение кое што ќе се најде помеѓу двете страни? Решението се да се излезе на избори. Решението е да се излезе на избори, да се формира владата и едноставно да се заврши оваа политичка криза. Не е добро за економијата, не е добро за буџетот, не е добро за странските инвестиции кои што треба да влезат во државата и да отворат што е можно повеќе работни места, но и за домашните инвестиции да имаме хронична криза.
Значи, кризата може да трае месец, 2, 3 или 5, но не смееме да дозволиме кризата да трае година и пол, 2 или 3. Значи, затоа што тогаш ќе трпи економијата, ќе трпат платите, ќе трпат пензиите, ќе трпат субвенциите. Да завршиме што е можно повеќе оваа криза и едноставно да се свртиме кон она што ги интересира граѓаните. Граѓаните ги интересира повеќе вработување, субвенции, зголемување на плати, зголемување на пензии. Значи, граѓаните ги интересираат нивните секојдневни проблеми, а не да имаме ситуација во која што полошо, тоа полобро. Не, ние имаме обратен пристап. Да ги стабилизираме состојбите во државата, да ги нормализираме и државата и економијата да се движи напред. Ете ВМРО-ДПМНЕ го презентираше отчетот, најобемниот отчет за сработеното во изминатите 9,5 години. Да се осврнеме на она што е сработено за источниот регион, за истокот. Сработени се голем број на проекти кои што 50 години назад не биле направени. Значи, имаме страшни вложувања во инфраструктурата. Значи, патишта се градат насекаде. Треба уште повеќе. Тоа ќе го направиме во наредната програма. Брана Злетовица, најголем проект во Источна Македонија наназад 30-40 години. Понатаму имаме субвенции за градот, нема култура која што не се поддржува. Универзитет во Источна Македонија, но потребно е уште повеќе. Отворење на градинки, реконструкција на училишта, компјутеризација, нови фабрики. Конечно имаме ситуација во Источна Македонија да се отвораат нови фабрики. Ние заборавивме 20 години назад како изгледа да се отвори нова фабрика, но потребни се уште повеќе. Значи имаме градови во кои што нема такви фабрики, во кои што треба да се отворат. Значи како што се отвориле фабрики во Штип, во Кочани или во Виница, така треба да се случи тој процес и во Делчево, и во Берово, и во Пекчево и на други места. Значи максимално да имаме нови можности, значи за разлика од другата страна која што гледа што е можно повеќе да и напакости на државата, што е можно повеќе да накодоши државата, што е можно повеќе да дестабилизира државата, ние сме фокусирани на она што значи нови работни места, можности за граѓаните. Значи, граѓаните ги интересира да си ги платат сметките, да им се зголеми платата, да им се зголеми пензијата. Значи, истовремено, ќе имаме и цела низа на нови проекти за Источна Македонија во она што се нарекува програма на ВМРО-ДПМНЕ. Не само големи проекти кои што ќе бидат на општинско или на регионално ниво, туку и цела низа на проекти од спортски сали, патишта, водоводи и така натаму, значи работи кои што ги интересираат луѓето во нивните локални средини. Денес не започна теренската проверка на 89.383 спорни гласачи. Како што извести председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски, во тек се финалните проверки на документацијата во подрачните единици на комисијата. Откако печатените материјали ќе бидат дистрибуирани до подрачните оделенија и канцеларии на ДИК и ќе заврши едукацијата на ангажираните анкетари, ќе стартуваат теренските проверки, известуваат од Државната изборна комисија. Подготовките за започнување на теренските проверки засилено се одвиваат. Завршено е печатењето на материјалите неопходни за спроведување на проверките, а во тек е процесот на нивно дистрибуирање до подрачните оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија, информираат од ДИК. Во исто време, како што е наведено во соопштението од ДИК, се одвива и едукација на ангажираните анкетари, која ја спроведуваат контролорите, односно вработените во подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија. Веднаш по завршувањето на овие два процеса кои паралелно се одвиваат, ќе стартуваат и теренските проверки, посочуваат од ДИК. Од Државната изборна комисија информираат дека на првата наредна седница ќе расправа за можноста сите неконзистентни записи да се објават на интернет страницата на ДИК заради транспарентност на процесот. Како дел од определбата на Универзитетот Гоце Делчев за општествена одговорност во однос на подржувањето на културата и спортот во градот, завршната манифестација по повод одбележувањето на 9 години постоење се состоеше во организирање на велосипедска трка во центарот на Штип. Низ централните градски улици во трката учествуваа голем број штипјани. Предводени од ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев, штипските велосипедисти денес напладне ја започнаа манифестацијата, со која се финализира активностите по повод одбележувањето 9 години постоење на Штипскиот универзитет. Сметаме дека не е доволно само да бидеме присутни во овој град, него да помогнеме во градот во делот на културата, спортот и образованието. Денот на универзитетот 27 март секоја година ќе биде традиционална и тоа ќе биде традиција на универзитетот во поглед на промоцијата на културата, на спортот
и на образованието, во нас, реков, на се поголема одговорност на универзитетот кон обществото. Оваа велосипедска манифестација која се организираше под мотото «Со велосипед на факултет» беше поддржана од општината и лично од градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев. Тој истакна дека со велосипедизмот, иако за некој само хоби, се подобрува и човековото здравје. И да им честитам на универзитетот не само јубилејот, туку оваа манифестација што организира во нашиот град, затоа што возењето велосипед е здраво. Прво, ја штитиме животна средина, не возиме автомобили. Второ, за самото здравје и развој на децата е добро да возиме велосипеди. При сите оние пациенти кои имаат услови да возат, тоа треба да го прават, бидејќи така ќе се бориме против остеопороза, против старењето. И лично мислам дека најдобар начин да рекреираме да возиме велосипед. Трката беше поделена на повеќе категории, од најмладите до повозрасните, за кои беа обезбедени соодветни награди, медали и пехари. Какво е чувството да си победник на оваа прва трка која што се организира за велосипедист? Одлично. Среќен од Колку години имаш? 10. Ти одамна предпоставувам возиш велосипед, ке продолжиш ли понатаму? Да, секако. Никола Велков од Кавадарци. Кавадарци дојде овде да учествуваш во трката. Да. Го освои второто место, какво е чувството? Чувството е многу добро и интересно е да се тркаш, дружба и след. За останатите присутни на градскиот плоштад беше организирана и музичко-забавна програма. Денешната велосипедска трка го отвори прашањето за велосипедските патеки, кои се нешто што недостасува во Штип и околината. Велосипедистите реагираат, а од општинската власт одговараат дека постојат проекти кои се наменети токму за тоа. Велосипедизмот како хоби, но и за екстремниот велосипедизам. Велосипедите се повеќе се дел од секојдневието на штипјани. Пред се за здравјето, а потоа штедењето на гориво за автомобилите и заштитата на животната средина. Сепак постојат неколку нерегулирани услови кои се неопходни за нивното безбедно возење велосипед. Мислам дека треба во наредниот период да се направи план како да се направат велосипедски патеки низ градот, кои што нормално ќе бидат посебни. Освен недостатокот на велосипедски инфраструктура, доцент доктор Оливер Цацков, вработен во Универзитетот Гоце Делчев, ја потенцираше и сообраќајната некултура од страна на возачите на автомобили. Се надевам дека оваа трка, односно манифестација која денес ја почнавме, дека ќе биде барем некаков поттик и оние кои се учесници во сообраќајот да внимават на нас како и да не третират како редовни учесници во сообраќајот. Во однос на велосипедските патеки кои навистина недостасуваат, првиот човек на градот истакна дека веќе се изготвува проект со кој Штип ќе стане град со најдолги велосипедски патеки на повеќе локации. Прво, самата река Отиња, кејското редување ќе овозможи младите да рекреираат со велосипеди. Потоа реката Брегалница ќе има првата велосипедска патека некаде до крајот на мај, која ќе биде долга некаде 10 километри од Ново село до Старкар Орман. И уште позначено е, деновиме работиме интензивно на поврзување на селото Врсаково со Долно Трогирци. Тоа е 5 километри пат, но се она што е претходно направено и асфалтирано, ќе имаме некаде околу 20 километри велосипедски патеки во првата фаза. И втората фаза ќе бидат уште 20 километри кои ќе одат до Мустафино, Ерџелија, Катрифаково и према Три Чешми. Овие проекти ќе се со двојна функција, поврзување на селата, но со хоризонтална сигнализација и за велосипедски патеки. Захариев го истакна проектот на велосипедски ентузијасти за патека за екстремен велосипедизам, која ќе започнува од левата страна на река Отиња. Така да ќе имаме шанси да возиме до селото Љуботен, понатаму до Чифлик, Липовдол, Шешаврлија, Кошево, Почивало. Со реализирање на овие проекти, целата околина на Штип ќе има идеални услови за велосипедизам. Освен одбележување на 9 години од отворањето на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, денес се одбележува и Светскиот ден на театарот. По тој повод, штипските актери повторно бесплатно ја одиграа представата Хотел ни на небо, ни на земја. Пред почетокот на представата традиционално беше прочитана светската и македонската порака за театарот, а во име на меѓународниот ден, но и поради потребата од акцентирање на целта на театарот, денес забележана остана пораката која штипскиот актер Милорад Ангелов ја сподели на својот профил наведувајќи: националните театри не се клубови за забава во кои се заработуваат пари и во кои публиката добива безцелни и безсмислени задоволства. Тоа се културни институции во кои се вложува исто како за универзитети, училишта и библиотеки. Целта не е театарот,
Целта на театарот не е забавата. Забавата не е култура. Најчесто театарот действува нехигиенски, им го расипува спокојството и добриот сон на гледачите и ги носи во нови светови. Театарот е висок културен институт, највисокиот за животот на уметничкиот збор на еден народ. Држава која знае што прави, многу добро знае и зошто треба да се поддржува театарот. За тоа дека народот кога оди на театар треба да знае каде оди, најдобро го објаснува господинот Трајче Кацаров, драматург, магистар по културологија во книжевноста, кој при гостување во студиото на Канал Плюс телевизија даде осврт на неговата театралошка студија и магистерски труд, двонасочна релација театар-публика, и со ова да ставиме акцент на важноста од консумирање на ваквата култура за секоја индивидуа. Јас тврдам дека театарската публика треба да биде активен актант и дека истата треба, кога оди на театар, оди на работа, всушност театарската публика е во ситуација да ја практикува онаа можност која што им е дадена секому, всушност да биде на некој начин да има да го става во една поинаква положба творецот, всушност да не му дава целосна слобода на творецот во однос на избирање на средства со кои што ќе се представи пред публиката. Тоа е начин на еден демократски принцип на, како се вика, на создавање на една ситуација, на еден момент во кој што тоа е театарскиот момент, тоа е театарски израз во кој што во рамноправен однос и публиката и актерите на сцената и творците, или како сакате може да кажеме реалитетите, од причина што никој не сака да биде маса која што ќе биде формирана или која што ќе биде водена од страна на помала група на луѓе. Затоа кога зборуваме во културологијата, во последно време се повеќе кон публиката се свртуваме или ја дефинираме како народ, како присутност, свесна присутност, рационална присутност во театрите, отколку како маса. И кога зборуваме, нели, повеќе зборуваме за народна култура, отколку за масовна култура. Масовната култура само по себе значи една степен во кој што културниот консумент го ставаме во позиција само на, како се вика, на прием на културниот импулс, а не во можност културниот импулс да го става во ситуација да биде дел и од неговата одлука или од неговиот, како се вика, присутност во еден таков театарски момент. Католичките христијани денес го слават најголемиот христијански празник Воскресение Христово Великден. Утринава на миса во храмовите каде се богослужи Великденска воскресненска литургија. Овие христијани упатија молитва за здравје и среќа. На 2 милиарди христијани го празнуваат најголемиот христијански празник. За нив понеделник 28 март, вториот ден од Великден, е неработен. Верниците од католичка вероисповест го празнуваат големиот христијански празник Великден. Храмот Свето Благовештение во Штип, единствениот католички храм во источниот регион, денес е отворен цел ден, а верниците символично се поклонуваат пред телото Исусово на олтарот во сите католички храмови. Воскресението е основа на христијанската религија. Овој празник е врв над сите празници, но и темел на секоја човечка надеж. Великден е победа над смртта и дарување живот. Тоа е ден кога љубовта ја покажува својата триумфална победа над злото и повеќе нема простор за мракот. Светлината на воскреснатиот за секогаш ја уништува темнината во човечката историја. Великден е ден кој ја носи верата на црквата, смислата и постоењето и надежта на човекот. Празникот на Воскресението Христово на верниците католици им го честита и градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Великден е празник кој е длабоко вкоренет и почитуван меѓу христијаните. По Христовото раѓање, тоа е најважниот христијански празник. Тој не потсетува на бесконечната Божја милост за човекот и пораката пратена од Христос, со која ни го пренесува неговото учење за пожртвуваност, праведност, честност и добрина, кои треба да бидат водилка во нашето дејствување на земјата. Во време на наплив од минливи вредности и краткотрајни задоволства, да не заборавиме да го следиме патот на светлината и добрината и да не се штедиме да се даруваме себе си на другите. Негувајќи љубов кон нашите сограѓани и работејќи на просперитетот на нашата татковина.
Католичката црква, која од 2013 година ги шири Христовите зборови и учење меѓу штипјани со католичка вероисповед, е уште еден доказ за мултиконфесионалната разноликост и верска рамноправност која се практикува во Штип, но и доказ за успешен соживот на луѓе со културни и верски разлики кои од нас прават поуспешна заедница. Славејќи го овој голем ден на вас и на сите верници од католичка христијанска вероисповед, ви посакувам мигови на разбирање, милосрдие и берикет во секој дом. Ало, докторе, ги исполнува очекувањата. На телефонската линија за медицински совет Ало, докторе, досега имало 28.762 повици. Граѓаните од Истокот го поздрави овој проект, задоволно велат. На овој начин заштедуваме на време, а има и кој да ни помогне во поголемиот дел од денот. Проектот Ало, докторе, ги исполнува очекувањата. Редовно е ангажиран по еден лекар-специјалист кој им дава телефонски совети од сите области на пациентите. Покрај пациентите со здравствени проблеми, на 15-123 чести се јавувањата и на самците кои барале друштво за разговор, но предничат повиците од хронично болните и лицата со влошено здравје. Јавувањата во почесто, да кажем, од Скопскиот регион, заклучувам дека има премногу сами стари лица што живеат сами, што практично немат семејство од никој или па семејството се откажало на некој начин од нив. И тука помагаме со тоа што знаете дека и во Црвен крст на Македонија има овој проект за нега на стари лица. Па и таму им ги даваме броевите на телефони, се обраќаат, прашуваат. Граѓаните од Истокот го поздравија проектот Ало, докторе. Задоволни велат, на овој начин заштедуваме на време, а и има кој да ни помогне во поголемиот дел од денот. Знаете ли за проектот Ало, докторе? Да, знаеме. Така, сте се јавили ли некогаш? Не. А доколку имате потреба, еве, кога сте дома нешто ви се случува или сакате да прашате нешто, дали би се јавили? Да. Да, ќе се јавиме. Што мислите еве за овој проект? За овој проект е многу добар. Па на тие по селата што нема приод, што не може, како ние са сме од село, а имаме многу голема река. Са сме на терапија били, на лекар, и тоа е многу ни е потребен Ало, докторе. Многу ни е потребен. И многу е потребен за сите. Што мислите за проектот Ало, доктор? Мислам дека добро е. Се растоварија многу. Да, и општите, и кога идеш во болница, нема гужва, што викаме. За едно обично прашање. За една, така. Дали вие би се јавиле, еве, доколку би имале потреба? Сигурно. Тоа е многу практично. Практично и штедиме време на генерација. На телефонската линија за медицински совет Ало, докторе, досега имало 28.762 повици, 21 доктор се достапни за медицински совет, а јавувањата се од граѓаните од сите градови на Македонија. Последните неколку денови имавме нагли временски промени кои резултираа со зголемена појава на вирузи. Лекарите препорачуваат конзумирање на што е можно повеќе течности и витамини. Деновиве сме сведоци на повеќе временски промени нетипични за овој дел од годината. Имено, утринските температури се релативно ниски во споредба со дневните. Сето ова нормално влијае на човечкиот организам. Лекарите велат речиси и да нема човек кој не ги чувствува последиците од ваквото време. Здравите луѓе ги осеќаат и не е вообичаено да еден организам издржи временска во температурна разлика за неколку дена од 20 степени, а не пак хроничните кои што го осеќаат тоа. Значи сите кои што имаат костозглобни заболувања, кардиоваскуларни заболувања, кои што имаат мигрени, кои што се склони на респираторни инфекции или имаат хронични респираторни инфекции, тоа ќе го почувствуваат. Овие временски промени придонесуваат и за зголемена појава на вирози, а најдобрата превенција според лекарите е конзумирање на повеќе течности и витамини. Освен хроничните болни, на кои што им препорачуваме да се соодветно облекуваат, значи ако немаат потреба, многу рано утрински, наутро кога се многу ниски температурите, да не стануваат или да ја почнуваат активноста малку покасно кога температурите се веќе подобри. Исто така да
пијат доволно течности, соодветно да се хранат, значи ако е поладно времето, ако имаат вирози, да пијат доволно чаеви, да ги пијат лековите. А ако постои акутно заболување, како што се вирозите кои што сега ги спомнав и кои што ги имаме сега повеќе, обавезно да се јават на лекар. Откако Велика недела, седмицата пред католички Великден, ја одбележаа терористичките напади во Брисел, челникот на Римокатоличката црква, папата Франциск, повика над 1 милион католици во светот да не губат надеж во овој мрачен свет. Да не им дозволиме на темнината и на стравот да не одвратат и да не контролираат, порача папата Франциск на хомилијата во текот на литургијата на Великденското бдение во базиликата на Свети Петар. Папата Франциск веќе неколку пати претходно седмицава, а потоа и на литургијата на Велики Петок ги осуди терористичките напади во Брисел, во кои беше убиен 31 човек, наведувајќи дека следбениците на религиите кои ги изведуваат чиновите на фундаментализмот или тероризам го профанираат Господовото име. Надежта беше главната тема на саботната вечерна литургија, а папата зборот надеж го употреби 20 пати во текот на кусата хомилија во која зборуваше за христијанското верување во Христовото станување од мртвите 3 дена по распнувањето на крстот, пренесуваат агенциите. Папата Франциск денес ке го упати благословот и пораката Урби ер Орби, или на градот и светот од плоштадот на Свети Петар во Ватикан, по повод католичкото одбележување на најголемиот христијански празник Великден, односно Воскресение. По жестоките борби во текот на ноќта, сириската армија ја врати контролата врз градот Палмира, откако ги протера джихадистите од групацијата Исламска држава, кои го контролира античкиот град околу 1 година, изјави сириски воен извор. Според изворот, джихадистите се повлекле од градот. Во период од 24 часа, руските воздушни сили извршиле 40 напади врз цели во околината на Палмира во сириската провинција Хомс, соопшти вчера Руското министерство за одбрана. Нападите се извршени врз 158 објекти на терористите, што резултираше со уништување на 100 джихадисти, 4 тенка, 3 артилериски парчиња, 4 складишта за муниција и 5 возила, се наведува во соопштението објавено на сајтот на Руското министерство за одбрана. Со пропагандно видео во кое од подморница лансираат нуклеарни проектили кон Вашингтон, Северна Кореја се закани со напад на Соединетите Американски држави. На 4-минутниот заканувачки филм со наслов "Последна шанса" прикажа на историјата меѓу Соединетите Американски држави и Кореја, вклучувајќи и слики од американски затвореници на корејската територија. Потоа од облаците се гледаат проектили кои се упатуваат да удрат во споменикот на Линколн. Видеото е објавено на веб-сајтот за пропаганда на Северна Кореја. Македонскиот ракометен првак Вардар во исполнетиот спортски центар Јане Сандански ја победија Висла Плоцк со 25-24 и со вкупни 55-54 одат во следната фаза. Учество во четвртфиналето од Лигата на шампионите во ракомет, елиминирајќи ја Висла. Беше неизвестно до крајот, а тренерот Раул Гонзалес изјави дека е горд на играчите бидејќи играа со срце. Алем Тоскич потврди дека покажаа дека заслужуваат победа. Беше многу тешко, зборував уште минатата недела дека ќе биде тешко. Во првите 10-15 минути мислам дека игравме добро, но Коралес беше одличен на голот и промашивме 4 пенали. Висла малку по малку ја градеше предноста и секогаш беше 1-2 разлика за неа. Јас сум многу горд на моите играчи зашто се бореа до крај. Ова беше најтешкиот момент оваа сезона за нас, истакна Раул на пресконференцијата по надпреварот. Алем Тоскич со 8 голови и Штербик со 16 одбрани беа најзаслужните за победата на Вардар. Последната пречка на црвено-црните пред завршниот турнир во Келн ќе биде унгарскиот шампион Веспрем, кој го совлада Мотор Запорожје со 41-28. Пласман меѓу 8-те најдобри обезбедија уште и Киелце, Кил, ПСЖ и Барселона. Последните два патника во четвртфиналето од елитното надпреварување ќе бидат познати утре по надпреварите Фленсбург, Монпелје и Рајн Некар Загреб.
Во пријателскиот фудбалски натпревар одигран во саботата на Олимпискиот стадион во Берлин, селекцијата на Англија ја совлада репрезентацијата на светскиот првак Германија со 3:2, иако беше во заостанување од 0:2. Германија поведе со голот на Тони Крос во 43-та минута, а водството го зголеми Марио Гомес во 57-та. Меѓутоа, брзиот гол на Хари Кейн во 61-та минута ги врати англичаните во игра и најави дека гордиот Албион би можел по трети пат да ги совлада германците на нивен терен, откако тоа претходно му успеа во 2001 година во квалификациите за светското првенство со резултат 5:1, како и во пријателскиот меч во 2008 година со 2:1. До крајот на надпреварот Англија успеа да го направи целосниот пресврт, откако прво во 75-та минута со пета гол постигна Джейми Варди 198 секунди откако влезе во игра како замена, а победничкиот гол го постигна Ерик Диер во првата минута од судското продолжение. Благодарност за вашето внимание, оно што го упатувам на самиот крај на дневникот на Канал Плюс телевизија. Имајте пријатна вечер со програмата која следи.